Znate, nešto što najmnogo go ceni Gospod Bog, u Starom Zavjetu je to zapišeno, to je poslušnost. I to je veli, Gospod veli, mi se zgadi od vašite žrtveni prinušenja. Poslušnost bara Gospod. Znate, često pati lujito, znate, ja znam ko šijite, zemat litro, dve, zejtin, odat u crkva i nosat po danu. Dobro je to, ama to ne znači mnogo. Neko idu zemati jagne, pa go žrtvovat tamo. No, Gospod veli, poslušnost je považna od žrtvata. I sakam deneska da vi, nakratko da vi propovedam, iako to je golema tema, za poslušnost. Koga našата tema, mislim, za koje što ke propovedeme ova nedelno utro je poslušnosta na Božji povik. Gospod povikova. U Otkrivenje 3.20 veli Isus, ete stojam pred vratata, na srcetu vratata i čukam. I ako neko go čuje moj glas, ne znači neka nekoma da go čuje, no ako go čuje i posluša, će vlezam vo nego, vo srcetu. I ke večeram su nego. Dragi braki i sestri, poslušnost ima možda stotina primjeri, svite se različni načini, kako Gospod ne povikova. Povikot je na mnogo različan način. Neko ti povikova, u stvari svite sme povikani za pokajanje. No neko i Gospod ti povikova povtorpat za služba, da služat na Gospod. I zato ako čitave jedan stih samo od prva knjiga Mojsejeva ili Bitije, 12. glava, prvi stih. Bitije, 12. glava, prvi stih. I mu reče Gospod Bog na Avram, izlizi od svojata zemlja i od rodot svoj i od domot na tatko si, pa pojdi vo zemljata što ke ti ja pokažem jas. Pa pojdi vo zemljata što ke ti ja pokažem jas. Znate, Avram se spomnува и кај муслиманите, се спомнува и кај христијаните. Бидејќи тој по тело, Аврам и по тело, татко на евреите, бидејќи Аврам, син на Аврам е Исак, а син на Исак е Јаков, а син на Јаков е Јосиф. Јосиф е прав внук на Аврам. Но тоа е по тело. Исто и за арапите. Сега муслиманите тоа е широк поем, него за арапите. И тие по тело се синови на Аврам. Но од слугинката Агар, и синот на Агар се вика Ишмаел, тоа е син и на Аврам. Но Аврам е наречен во Библијата татко на верните. Духовен татко. Всушност, ние сите што веруваме во Исус. Аврам е нашиот татко, духовен татко, татко на верата. Драги браќи и сестри, за Аврам само во Библијата има 14 глави напишено. И после во Новиот Завет се спомнува и во другите книги на Стариот Завет. Но Аврам го доби позивот од Господ. Господ го прати позивот. Еве пак ќе прочитаме тоа. И му рече Господ Бог на Аврам, излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас. Ние не знаеме како Аврам го доби тој позив. Може би преку сон Господ го повикал. И тоа е можност. Има такви случаи во Библијата. Може би преку некој човек, за нас непознат тој човек. Може би преку некој пророк го доби тој повик. Може би преку ангел. Може би директно го слушал Божиот глас од небото. Има такви случаи. Например, случајот со апостолот Павле. Тргна од Јерусалим за Дамаск да ги фаќа, да ги апси всушност верните христијани, и на патот меѓу Јерусалим и Дамаск се јави огромна светлина, од кој што коњот се исплаши и падна апостол. Ствари не беше тогаш апостол Павле, Савле беше. Падна и го чу гласот од небото, директно гласот од Господ Бог вели: Савле, Савле, зошто ме гониш?
Не ти е лесно да клоцаш против остину, против бодилото. А Савле вели, кој си ти, Господине? Исус вели, јас сум Исус кого ти го гониш. И од тој момент, од како го чу тој глас од небото, Савле отиде во Дамаск, па се крсти и стана Христов следбеник. А беше најзакоравен евреј кој што ги убиваше христијаните. Пример, на крштевањето на Господ Исус, пак се слушна глас од небото. Јован Крстителот го крштува, го крсти Исус Христос и се чу глас од небото, како гром. Ово е мојот возлюбен син. Во него е моето благоволение, мојата блага надеж. Него послушајте го. После на гората на Тавор, Исус ги поведе со себе Петар и Јован. И тогаш се појавија Илија и Мојсей и Исус и разговараа. Но во даден момент ги снема Илија и Мојсей и остана само Исус и се чу глас од небото кој што велеше: ово е мојот возлюбен син. Него послушајте го. Ако ние го слушаме Исус, се исто да го слушаме Господ Бог. Така да, има и такви случаи кога Господ директно интервенира од небото. Важно е дека Аврам јасно го слушна Божиот позив. Излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си. Господ го покани Аврам. Знаете, ние се радуваме кога ќе добиеме некоја покана за свадба, за банкет, за роден ден, за журка, но има и покани кои што не ни се допаѓат баш. Да речеме, си добил покана за плаќање дарок. Каде си е? Покана за суд, и тоа не ни се допаѓа. Покана за војска. Уште по-лошо и покана за погреб. Поканите се многу важни, иако од нив многу не ни се пријатни. Од друга страна, па кога некој те кани, си велиш, па некој мисли за мене, значи ме кани. Драги браќи и сестри, Господ Бог не создал со слободна волја. Тој не кодирал да бидеме робски послушни, но слободна волја. Ние избираме. Господ го представува неговото спасение преку Исус Христос. Но ние сме тие кои што избираме. Одлучуваме, ќе ја прифатам поканата или ќе ја отфрлам. Некој пат Господ не повикува да бидеме послушни, да се вратиме од патот по кој што сме залутани. Често пати ние духовно гледано, ние залутуваме често пати и одеме по друг пат кој што не е по Божјата волја. И Господ тогаш не упозорува. Но најголемата покана, кој што е најсигурна покана, е Библијата. Ова е Божјиот пишан збор. Библијата е бестселер, браќи и сестри. Знаете ли што значи бестселер? Тоа значи дека најчитана книга во свет е Библијата. Нема почитана книга. Преведена на повеќе од 1300 јазици. И јас не верувам дека има нација која што не е опфатена со Библијата. Да, браќи и сестри. Но како Исус денеска ги повикува луѓето? Има луѓе кои што велат, и мене ми кажале, кога му кажуваш дека Божјата книга, Божјиот збор, таа древна книга, таа Библија, ни кажува дека сите луѓе сгрешија и дека сите луѓе им треба спасителот. И некои луѓе шпекулират и велат, кога би чул глас од небото, тогаш ќе поверувам дека има Бог. Други пак велат, кога некој од мртвите ќе стане и ќе дојде кај мене, јас тогаш ќе поверувам. Но јас им кажувам на тие луѓе, дури и тоа да се случи, пак нема да поверувате, бидејќи можни се многу шпекулации, многу изговори се можни. Денес Исус повикува преку Словото Негово.
Ili preko nekoj propovednik. Mene Gospod me povika preko jedan misioner, 69. godina, той проповедаше во молитвениот дом таму во центар. И јас свирев на клавиатура, ама ја не бев обратен, да ви кажем искрено. Ја одев на црква, ама не бев обратен. Не бев сигурен дека го припаѓам на Исус. И тогаш тој се молеше и рече во молитвата, секој кој што ќе предаде својот живот на Исус, нека дигне рака. И јас се двумев, што ако дигнам рака, што ќе кажат овие другите, свири тука на клавиатура, ми се прави некој побожен човек, а он не бил ни обратен уште. И знаеш, борба се водеше во мене. Но повикот го добив од тој човек, од Фишер, стар мисионер еден. И во даден момент Светиот Дух ми помогна. Дека се двумев и едно време ја дигнав раката и човекот тамо рече, сега и клавиристот ја дигна раката. И тој веќе му припаѓа на Исус. И јас знаев веќе. И реков, не ме интересира што ќе кажат луѓето. Јас му припаѓам на Исус. Драги браќи и сестри, некои преку читање на трактат Бог ги повикува да дојдат за спасение. Некои преку радио, порано беше многу актуелно радио Монте Карло. И стално имаше проповеди на хрватски, па мислам и на македонски да имаше, не сум сигурен. Но најмногу Господ ги повикува луѓето преку читање на Библијата. Јас ќе ви кажам еден пример. Во Втора светска војна некој војник бил ранет, верник. И тој си го носел Евангелието во джебот. И тамо додека лежел во стационарот, читал од Евангелието. И доаѓала некоја атеиста, многу голем безверник, една медицинска сестра, и стално го упозорувала. Ќе ти ја фрлам преку прозор, ако ушеднеш ќе видат да читаш од оваа Евангелие. Но еднаш го затекла како чита, го е зима книгата, Новиот Завет, го фрла преку прозорот и во тоа време доле покрај прозорот поминувал некој официр, австријски официр. И Библијата, Евангелието го треснало по глава. И човекот бил забезекнат што се случува, па го зима и тој прв пат фатил Евангелие во својата рака. И тоа го заинтригирало, дома си фокусирал да чита и така и се обратил човекот. И после раскажува целата таа приказка. Се случи вака и вака и вака. Значи некои, видите, Божите патишта се чудни. Божите повици. Некои Бог ги повикува преку објава. Има еден дервиш, поодамна беше, за него слушав јас. Неговите синови се верници, ама тој беше муслиман. И во даден момент му излегува тумор, му отечува тумор. И го носат у болница и докторите, хирурзите велат, треба да се оперира, да се премагне тој тумор. И човекот имал много страв. Едно време се одлучил у пиджами, бидејќи нема цивилка. Бега од болницата, фаќа такси и си оди дома. И дома тоа на пладне било. Легнува на тарасата и така во полусон одеднаш му се појавува светла силуета. И слуша глас, вели, јас сум Исус, твојот Господ. И човекот скокнал и отишол кај неговите деца и им кажал, а тие веќе се молеле за оздравување на татко им. И така тој стана верник, сега не е меѓу живите веќе, но тој поверува во Исус и он земаше обврска дека сите имами ќе ги евангелизираме и тоа не успеа. Не верувам дека успеа да ги евангелизира. Но и има објава често пати и преку сон. Може би преку читање на Библијата. И тоа е многу можно. Повеќе од се е можно. Да знаете дека Библијата е најдобриот Божи глас преку кој Господ Бог ги повикува луѓето. Замислите, ја читате Библијата и некој стих ве заинтригира. Или некој настан во Библијата ви проговори дека треба да се обратите, да се покаете од гревовите. И да знаете, тоа е исто така покана од Господ Бог. Директно преку Словото Негово.
Божите патишта не се наши патишта. Денес пред нас го имаме Божиот позив, што би се рекло, денеска имаме црно на бело. Ова е црно на бело. Ова е нашиот тестамент. И јас на ова Библија и верувам 100%. Не постои друга книга која што можам толку да и верувам како на Библијата. И повеќе често пати на хартија добиват дипломи и велат јас сум доктор, јас сум инженер, јас сум ова, јас сум она. Имам црно на бело. Но ние имаме црно на бело Библијата, дека ние припаѓаме на Исус. Библијата ни гарантира. Има луѓе кои што велат, кои ќе му посочиме за Библијата, велат, па луѓе ја пишеле Библијата. Да, вистина е, луѓе ја пишеле Библијата, браќи и сестри. Апостол Петар во второто Петрово послание 1:21 вели: зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божии луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух. Светиот Дух ги инспирирал тие луѓе да го пишат Словото Божие. И сега држи ли тоа, кога ќе кажат, па луѓе ја пишеле Библијата? Па не држи, еве зошто. Луѓето ги пишеле и нашите закони, парламентарците таму гласат и се доаѓа нов закон. И сега, ако ти велиш, па луѓе го пишеле тој закон, нема да го почитам, нема да го почитам. Тогаш ќе одиш у затвор. Знаете, луѓе ги пишеле и нашите покани, да речеме, 76-та година, јас добив едно мало цедулче да се јави во Нови Сад на отслужување на воен рок. И ако човек го пишал тоа цедулче, то тоа ме направи да 15 месеца бидам отсутен од дома, во Нови Сад да служам војска. Не држи тоа што кажуват луѓето, луѓе го пишале, ја пишеле Библијата, па луѓе ги пишеле и законите и тие покани. Драги браќи и сестри, апостол Петар многу добро кажува, инспирирани од Светиот Дух биле овие луѓе што ја пишеле Библијата. Денес пред нас имаме Божиот повик, што би се рекло црно на бело. Да, денес пред нас го имаме Божиот повик, како Господ го повикува Аврам. Но дали е важно, дали е тоа се што Господ ќе повика некој и завршена работа. На тој повик треба да се одговори со да и со не. Аврам одговори да, Господи. И напушти се, отиде таму кај што Господ го водеше. Господ ни дал слободна волја, браќи и сестри. И нашата волја е таа која што ќе не натера дали да го послушаме Божиот повик или да го отфрлиме. Аврам ја послуша Божјата покана. Еве што пише во посланието до Евреите 11 глава 8 стих вели: со вера Аврам кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. Така да Аврам не само што ја прими Божјата покана, туку и ја послуша таа покана. Но ја послуша со вера, браќи и сестри. Еве што апостолот Павле вели за Евангелието кое ние го проповедаме сега. Но Евангелието, тоа е во Римјаните 10:16, но Евангелието сите не го послушаа. И ние на колку луѓе сме сведочиле, па не. Ретко кој послушал, некој го отфрлат Евангелието. И вели, но Евангелието сите не го послушаа, зашто Исаја вели: Господи, кој поверува во она што го проповедаме? Многу луѓе го слушале гласот на Евангелието, но не одговориле позитивно. Аврам таа покана скапо требаше да ја плати. Го чинеше многу таа покана. Замислите. Еве, пак ќе прочитаме текстот што е вогица за нашата порака. И му рече Господ Бог на Аврам: излезе од својата земја и од родот свој и од домот на татко си.
Значи, Аврам трябваше да остави все, що на човеку му е най-мило. Своето друштво, секој тој млад човек бил, имал друштво сигурно. На друштвото трябваше да му сврти грб, бидејќи напушта и земјата и местото. Аврам трябваше да ја напушти куќата. Оди како бездомник, замислите. Трябваше да напушти земјата, кој што ја обработуваше. Сигурно лозите уште не се биле обрани, може би. Може би времето за жетва уште не дошла. Но сето тоа трябваше да го остави. Замислите човек кој што е патриот, кој што се сага својата родна грудка. Тоа е многу тешко да напуштиш се, својот дом, нивјата, куќата да оставиш. Се. Господ Бог сака ние да го напуштиме гревот и да го оставаме друштвото, кое што не води во грев. Друштвото на богохулници. И често пати се дружиме со луѓе кои што хулат на Бога. Друштвото на наркомани, на алкохоличари. Ние треба да им сведочиме, далеко од тоа. Но ако видиш дека цело време само се поигруват со нас, не знам, јас би оставил сега, дали сум во право, не знам, ама не би им сведочил повеќе. Еднаш, два пати, три пати и дигам раци после. Може би Господ повеќе има милост, ама ја не. И сега, што е важно? Аврам веднаш послуша. Много е важно. Кога Господ му каже, тој повик кој го даде. Не знаеме како го даде, дали преку сон, дали преку пророк, но Аврам веднаш послуша. И еве пак 11 глава, 8 стих од Евреите, читаме, со вера Аврам кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна не знаејќи каде оди. Запаметите, ова е многу важно. И тргна не знаејќи каде оди. И дали денес луѓето одат така во странство. Ако вие одлучите да одите за Германија, да живеете таму или да работите, сигурно ќе се распрашате, ами каква е таа земја, ако не сте чуле до тогаш. Или еве, идете в Емиратите. Каков е народот таму? Друштвен ли е, дружелюбив ли е? Да не се некои тешки идиоти или не знам. Каква е заработувачката? Многу е важно. Прво што прашуват луѓето, каква е заработувачката? Има ли фајда, има ли пара таму? То Аврам не знаеше ни каде оди, а па камо ли да праша која ќе е таа земја и што ќе наследи таму. Едноставно го послуша Божиот позив и веруваше дека Господ ќе го направи најдоброто за него. Драги браќи и сестри, ако Господ го повикал некој во неговата служба, немојте да поставувате такви провокативни прашања. Ако некој се одлучил од овде, од нашата заедница, да оди да му служи на Господ, и сега ти ко среќаваш и велиш, ти дали размисли добро, ќе има ли таму живејачка, ќе има ли комфорен живот, ќе имаш ли смештај, ќе имаш ли плата убава, ќе имаш ли... Знаете, ние бараме често пати парят 3 работи да ни видат исполнети и после ќе се одлучиме да му служиме на Господ. Аврам тоа не го направи. И затоа се нарече татко на верата. Тоа е вистинска вера што имаше Аврам. Јас верувам дека Господ Бог ги повикува некои луѓе и од нашата заедница, знаете. Но не сте одлучиле уште за Исус. Што е проблемот? Зошто овие луѓе не одговарат на Божиот повик? Па одговорот е едноставен. Бидејќи не му веруваат потполно на Господ Бог. Ако му веруваат потполно на Господ Бог, никој пат материјалните работи не ги стават пред духовните работи. Ќе идат, ќе служат, а Господ ќе се грижи за тоа. Господ сака послушност, а не жртва. Да, браќи и сестри, јас пак ќе спомнам тој пример. Пред 15 години од прилика дојде роба во хуманитарната од Северна Ирска, од Рони Мекракен. Тоа ја возеше, но Министерството фрли око на таа роба и едноставно не ми даваше дозвола да цариниме оваа роба, не усмеруваше на Црвен крст да ја дадеме, бидејќи беше квалитетна роба.
И сега, замислите, Божиите патиште какви се. Ние одлучивме да не ја дадеме на Црвен крст, него еден од нашите ги се јави на Бугарија тамо, имаше дом за деца без родители, црковен дом, а кај нив пак, што туку завршиле ресурсите на храна. И тоа беше Божие провидение. И кога слушнаа дека ќе добијат еден шлепер храна, беа многу среќни и радосни. Знаеа дека тоа е од Господ. Драги браќи и сестри, послушноста е многу важна. Аврам може да каже: Боже, фала ти што ме повика. И гледам дека ме любиш, но да знаеш, Боже, мене ми е добро и овде, и не ми треба подобра земја. Аврам може и тоа да одговори. Дали тоа ќе беше вера тогаш? Не е, драги браќи и сестри. Тогаш нема да беше ова вера. Тој ќе си останеше кај татково и така ќе си продолжеше да живее. Аврам имаше многу препреки. Другарите сигурно се подигрувале со него и велеле: луѓе, гледате ли Аврам навистина полудел? Си остава овде убаво друштво, другари, си ги остава куќата, земјата, богатството. Така луѓето зборувале за Аврам, па и така резонирале. Знаете, луѓето често пати знаат да ни дадат совети некои како целофан за биткави или стадион, и навидом изгледат многу убави совети. Но тоа се негаторски совети, што не се по Божјата волја. Аврам може би го мислеа за лудак, но беше најмудриот, бидејќи го послуша Божјиот повик. Господ можеше и веднаш да му покаже земјата хананска. Ова ќе ти ја дадам. Но требаше да порасне во верата повеќе и повеќе, во послушноста особено. И затоа нашата тема е послушност на Божјиот повик. Колку е важна послушноста. Не може да верувате, да му верувате на Господ Бог и на Библијата, а да не сте послушни на Бог. Драги браќи и сестри, тоа знаете ли како би го дошло? На наш јазик преведено и со наши зборови. Ти заповедам да ти одиш со затворени очи и ти забранувам да прашуваш каде ќе те водам, сакам потполно да се предадеш во моите раце. Тоа би било вака, со наши зборови кажено. Браќи и сестри, наравучение, подобро е да одиш со затворени очи со Господ, отколку со отворени очи со сотората. Да веруваме, браќи и сестри, дека Божите ветувања се многу добри за нас и така ќе бидеме среќни. Да биде човек благословен, замислите, а во исто време да биде благослов за другите, тоа е прекрасна работа. Каква сатисфакција имаш во душата, колку радост, која ќе можеш и ти да помогнеш на некој. Господ не благословува нас, но да можеме и ние да благословиме други. Тоа Господ многу го сака од нас. Да. Каде Господ го најде Аврам, кога го повика? Каде беше Аврам? Кој град беше? Одговор на ова прашање го дава првиот маченик во христијанството. Тоа е Стефан, маченикот. Тој им проповедаше на евреите за Исус и тие беа толку ожесточени како овси, беа се нафрлили на него, го заобиколиле, дигнале камења и кутре он како јагнец се тресе тука и кажува, им проповеда, им зборува за Исус. А тие беа готови да мават со камење да го убијат. Се сеќават од дела на апостолите, тоа е запишено. И еве што вели Стефан, маченикот. Во дела на апостолите 7 глава 2 стих вели: Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврам кога беше во Месопотамија. Која е земјата Месопотамија? Земја меѓу две реки, па тоа е Ирак, денешен Ирак. Таму живееше Аврам и тоа во градот Ур Халдејски. Драги браќи и сестри,
Аврам таму живееше како идолопоклонник. Аврам не се роди верник, не беше теиста, тој беше идолопоклонник. Во неговата куќа имаше идолчиња, кипови, икони, и тој сигурно правеше ритуали за тие идоли, на тие кипови. Од каде знаеме дека Аврам беше идолопоклонник? Ако читаме Исус Навин, 24 глава, 2 стих, и таму вака вели: Господ Бог на Израел, вашите татковци Тара, таткото Аврамов, и таткото на Хоров во старо време живеја од онаа страна на реката и им служеа на други богови. Аврам им служеше на други богови. И знаете, еден наш, поодамна го нема тука во црквата, бев на посета кај него и видов кандил закачено и слика на Свети Никола. И јас му кажа, што ти е ова? Вика, па од татко ми е останано, знаете, кандило, и секој ден го палиш, да, секој ден го палам. Би било добро да се оттргнеш од тоа, бидејќи тоа е идолопоклонство. Господ Бог не сака никој од нас да се клања на идоли. Нема шанси, браќи и сестри, таков грев Господ, најмногу му се, најодвратен грев е за Господ, кога човек се клања на идоли. И тој ми вети дека ќе уфрли кандилото и сликата. Бидејќи во втората заповед, добро е кажеме, 10 Божји заповеди, немој да правиш ни слика, ни кип на она што е на небото, што е на земјата и под земјата. И немој да им се клањаш. И сега, ако ние се поклонуваме на тоа, ние кршиме втората заповед. И тоа не е Божја волја. Што се идоли? Ја кога бев на работа, знам, една жена донесе некоја слика и шо е ова? Вика, ова е некој Света Парскева, како рече некој е таму. Аха. И кој е нацртал? Уметник некој е нацртал таа Света Парскева. Добро. И што треба со неа? Ќе однесам сега во црква, вика, 40 дена ќе одлежи у црквата, ќе отчати попот и веќе дома ќе се закачам и ќе ми биде моја икона. О, јадни луѓе. Тој уметникот прво никој пат не ја видел Парскева, кој зна како е нацртал, но не е тоа важно. Го ја кршат втората заповед од Господ. Драги браќи и сестри, немојте да се клањате на слики, на кипови, на икони, на дрвени, камени и златни фигури. Луѓето, има ли кој проблем? Нема, добро. И луѓето, замислите, шо видат вакви икони, се крстат, па ги сипнуват своите капи, отдават чест на икона. А тоа е клањење на идоли. Господ тоа не го сака, браќи и сестри. Сега сакам да ве заинтригирам за едно прашање. Господ Бог, дали најде нешто добро во Аврам? Нели Аврам беше идолопоклонник од Ур Халдејски, од Месопотамија. И сега вика му Господ, дојди, излези ти од таму. Додека беше во татковиот дом, во таа куќа, тој беше идолопоклонник. Во него немаше добро нешто. Па и посланието до Римјаните 3:23 вели: зашто нема разлика, сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Нема разлика. И еден грев, нормално има луѓе со милион греови, има луѓе со 10 греови. Ама грешник си е грешник. Бидејќи и еден грев е доволен да те одвои од Господ Бог. И затоа Исус дојде да имаме проштевање и да имаме 1000 греови, Исус може да ни ги опрости. И да имаме 5 греови, Исус може да ни ги опрости и да не представи пред Отецот Небесен како чисти, непорочни, безгрешни. Да, еве во посланието до Тит, 3 глава, 5 стих, вели вака: Господ Бог не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост.
Аврам не беше праведник тогаш, кога Господ го повика. Той беше идолопоклонник, но стана най-голем верник. Знаете, мене исто така ми кажувале некој пат, кога со некој разговарам, вели, Господ прощава, ама јас имам толку многу греови, ни Вардар не ме пери. Не, брате, колку и да се греовите, Господ е милостив и добар. Секој грев ќе го опрости, ако се покајате. Во Германија, во областа Баварија, на влезната врата на една евангелска црква, има надпис напишено: не си премногу грешен, за да не смееш да влезеш во црквата, ниту доволно безгрешен, за да останеш надвор. Тоа значи, на сите им треба Исус. И Аврам е прекрасен пример, како Бог го повикува, ќе повикува и најлошите, идолопоклонници, и може би ти и јас сме од некоја озлогласена, сиромашна фамилија, или од некој најпокварен кварт. Знаете, за мене најпокварен кварт беше порано улица Дижонска. Тамо не смееш туку така слободно да се движиш. Така. Но исто така и Арачиново. Што се случува таму? Но Господ тоа не гледа. Ако некој ја сака вистината, така пише во Евангелието од Јован, ако некој ја сака вистината, ќе ја спознае. Еве го примерот со Корнелија во Дела на апостолите. Корнелија беше богобојазлив човек, ама се клањаше, тој италијанец беше, римјанин уствари. Тој се клањаше на многу богови, ама имаше желба, ја сакаше да ја запознае вистината. И Господ ни помалку, ни повеќе го испраќа апостол Петар да му сведочи. Ако некој ја сака вистината, Господ ќе ме открие, браќи и сестри. Но има луѓе на кои што цел ден ќе им сведочеш и само провоактивни прашање до прашање ќе кажуват и не се одлучуват за Исус. Тоа е дека не ја сакат вистината. Како што вели во Јован, а што е судот на овој свет? Што светлото дојде во овој свет, ама на луѓето им омиле темнината, бидејќи делата нивни беа зли. И како може Господ да ги прифати нив? Ја сакат светлината, одат у темнината. И сега на крајот уште тоа да ви кажам. Дали се исплати да ја послушаш Божјата покана? Ние луѓето често пати што и да работиме, велиме, ами има ли фајда од таа работа? Ќе има ли некој интерес? И исто тоа е добро да се постави тоа прашање. И Аврам, тоа што го направи, имаше голема фајда. Дали му се исплати тоа што го направи за Бог, Аврам? Аврам жртвуваше многу работи. Да не заборавите, си ја остави татковата куќа, земјата, пријателите и тргна без да знае каде. По патот се очи со многу непријатели, тешкоти и искушенија. Беше стар и немаше и деца. На 100 годишна возраст му се роди Исак, а Сара беше 90 години. Но Господ им ја отвори утробата и роди. И Господ му е поклони целата ханаанска земја, од Нил па до Еуфрат. Тоа беше све негова таа земја. Бог, гледајќи по тело, од него потекнува по тело и Господ Исус Христос. И во Битвија 22:18 пишува за Аврам: и ќе бидат благословени преку потомството твое, Аврамово, значи, сите народи на земјата, зашто го послуша мојот глас. И исто така пишува и за Израел. Ако некој го благословува Израел, Господ ќе го благослови. Тоа Господ го вети на Аврам. Ако некој го проколнува Израел, ќе биде тој проколнат. Внимавајте да не бидеме противници на Бога. Аврам беше многу богат човек, но никој пат не се подпираше на богатството и затоа Господ му го остави богатството целиот живот да го има. Стана многу богат човек и ако излезе, што би рекле ние, како гол прс излезе од дома. Но Господ го направи да биде толку богат
a Лот неговиот внук, и тој излезе со него. Меѓутоа негово обиле, богатството. Немојте пред Исус да ставате нешто друго, освен самиот Исус директно да го сакате. Оте, ако го сакате повеќе богатството, за некои луѓе, знаете, доларот, еврото и парите се Бог. Тоа Господ не го сака. Тие се нас да ни служат, долар, евро, денар, да ни служат, но не и да им се кланяме. И Лот, за него го спомнав, тој беше побожен човек, меѓутоа многу гледаше кон богатството. И Господ го уништи Содом, го спаси Лот, му прати двајца ангели, него, жена му и неговите ќерки. Ги спаси Господ од Содом. Но се спаси гол. Целото богатство што го имаше, све пропадна. Јас знам многу примери и кај нас има така. Господ некои луѓе ги благословува, богато ги благословува. И тогаш ќе дигнат, ќе се возгордеат и не им треба Господ веќе. До тогаш им требало, после не им треба. Господ доаѓа момент кога ќе им го земе богатството, ќе им го тргне, за да, како што пише во псалмите, во богатството не ме познавте, во сиромаштијата лики ме познаете. Браќи и сестри, немојте да се наслонувате на ништо друго, освен на Бог. И ќе бидете многу благословени и за овој живот, а многу повеќе за вечниот живот. И што добиваме ние? Не ли исплатили се да бидеме послушни на Божјата покана? Па знаете, сите вие сте обратени, ја доколку гледам, и верувам дека ќе го потврдите истото, дека Господ Бог никого нема да го остави гладен и гол. Верник ли е, нема да гладува и да биде гол. Никогаш нема да биде сам, осамен. Кај да тргнам јас? Навиду осамен. Светиот Дух е во мене. И тоа е што ми дава совет, и вас ви дава исто совет. Каде треба да се движите? Стравот е премарнат. Како што ви реков по почетокот, за овај сателитот многу луѓе се плашеа. Ле, ако падне кај нас, веќе како што слушнавте, паднал веќе и фала Богу што не погинал никој. Но стравот кај луѓето е присутен. А стравот е најголемото оружје на сатаната. Ако успее да ве исплаши, тој си ја постигнал целта. Немојте никој пат. Господ е мојот утешител. Да, и низ долината, што вели псалмистот, и низ долината на смртната сен, како одам, нема да се оплашам од злото, бидејќи ти си со мене, твојот жезл и твојата палка, тие ме утешуваат. Ти си со мене, не вели ти ќе бидеш со мене. Господ е веќе со вас, со мене, со сите вас. И само на крајот да прочитам уште тој стихот од Откривение 3:20. Вели, ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Драги браќи и сестри, Господ Бог да ве сите вас изобилно благослови сега. Да имаме небесната радост, бидејќи му припаѓаме на Исус. Имајте како и духовна и телесна фајда да одговориме со послушност на Божиот повик. Господ да ве благослови. Амин.